би рекол кај нас е релативно мало влијанието директно од тие, да ги речем, источни центри на моќ, но кај нас продорот е главно преку Србија, предпоставам, бидејќи таму па е подложно тло, да речем, за такви вклучителни конспиративни теории, кои па многу лесно заради јазичните блискости се пренесуваат и кај нас, и пак подложноста кај нас од разни причини, заради нивото на писменост, вклучително медиумска писменост, тоест неписменост, мислам последни дека бевме на некој од тие истражувања колку е лоша кај нас медиумската писменост, а и генерално ниското ниво на образование. И на тој начин делува тоа. Се веројатно, ја не сум многу експерт на ова, но затоа голем дел од проектите кои беа поддржани од Цивика токму беа насочени кон организациите кои се занимаваат со медиумите и генерално треба да се веројатно на сличен начин како што тоа се шири во граѓанството и со повеќе активизам, меѓутоа и со дали слични начини, слични портали кои ќе го демистифицираат или демаскираат тие информации. Не сум многу паметен за евентуална забрана на такви портали кои шират, нели, тоа генерално против некоја цензура или против слободата на говор само по себе, но сепак мора да има некои правила на Европската унија, на регулативи, правила и процедури заснувана и генерално она што ние треба да правиме во евроинтеграцијата е да ги копираме тие или да ги примеме од нив, фактички нема да преговараме, туку ќе применуваме тоа што веќе постои како правило во Европската унија и повеќе треба на тој план да се направи. Но и со поголем активизам на граѓанските организации со граѓаните директно, бидејќи дел од проблемот во граѓанскиот сектор кај нас е изгубената врска со граѓаните. Фактички за тоа е целата оваа програма и други кои се поддржани да се ревоспостави таа врска. Значи има доста многу граѓански организации кои се релативно добри, но од моментот кога се воспоставила до сега е таа врска со граѓаните директно изгубена и треба повеќе, бидејќи суштината граѓанското општество е тоа да се идентификуваат потребите, проблемите на граѓаните и да се артикулираат сите тие низ здруженија на граѓани, фондации, како веќе да стигнат до системот и да се исто така повратно работи на едукација на граѓаните и меѓу другото препознавање на овие работи.